Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ве поздравувам во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Еве што денеска донесуваме во него. Минатата недела, на 27 ноември 2025, во рамките на активностите што Економскиот факултет Прилеп ги презема во насока на идентификување на компетенциите, односно потребите од знаењата, вештините и способностите што треба да ги поседуваат дипломираните студенти, како и врз основа на потребата од поблиска соработка со деловната заедница, јавниот сектор и другите заинтересирани страни, на факултетот се одржа форум за соработка меѓу академската заедница, работодавачите, студентите и алумните на Економскиот факултет Прилеп. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено ќе слушнете повеќе за овај форум, за оваа соработка која е од особено значење во процесите поврзани со креирање на конкурентни студиски програми фокусирани на студентите. Во пленарниот дел од форумот беа презентирани резултатите од спроведеното анкетно истражување и заклучоците од фокус групите за идентификување на компетенциите на студентите, како и дефинираните модалитети на соработка меѓу деловната заедница и факултетот. На присутните, на почеток им се обрати деканката на Економскиот факултет, професор доктор Татјана Спасеска, која посочи дека форумот се одржува во година кога факултетот одбележува 65 години од своето основање, 6,5 децениски период во кој се изградени одлични релации со деловната заедница. Од тука произлезе и иницијативата за организирање на овој форум за продлабочување на комуникацијата меѓу академската заедница, бизнис секторот, студентите и алумните на факултетот на еден систематизиран, формален и аналитичен начин, рече Спасеска и нагласи. Вклученоста на што поголем број стейкхолдери во овие процеси ги зајакнува врските меѓу работодавачите и факултетот, ја поттикнува взаемната доверба, градејќи одржливи партнерски релации и иницира процеси за креирање квалитетни студиски програми, од што бенефит ќе имаат и работодавачите, и студентите, и факултетот, но и заедницата како целина. Форумот го именувавме како Quadruple Helix, укажувајќи на моделот на четворократна спирала на динамична и повеќе слојна интеракција меѓу четирите клучни групи стейкхолдери: академска заедница, работодавачи, студенти и алумни на факултетот. Ваквите иницијативи доведоа до дефинирање рамка на знаења и вештини, што е потребно да ги стекнат студентите од секоја студиска програма на нашиот факултет, а им се потребни на работодавачите, дефинирање модалитети за соработка меѓу факултетот и деловната заедница, унапредување на квалитетот на студиските програми, креирани врз база на реалните очекувања на работодавачите, креирање предуслови за поквалитетни и поконкурентни студенти со соодветни компетенции, вештини и способности со кои би конкурирале на пазарот на труд, зајакнување на довербата на факултетот, студентите, бизнис заедницата и јавниот сектор. Убедена сум дека оваа значајна иницијатива на факултетот во соработка со работодавачите и студентите ќе биде иницијален чекор и значајен инпут при акредитацијата на студиските програми на факултетот, кои ќе одговорат на реалните очекувања на пазарот на труд. Само на овој начин можеме да придонесеме до обезбедување на квалитет во високото образование, но и да примениме современи пристапи во наставата, истражувањето и академската поддршка на студентите. Со овој форум, нашата мисија добива нов импулс во едукацијата, овозможувајќи им на студентите да се стекнат со применливи знања, високо ценети од страна на работодавачите во приватниот и јавниот сектор, кои ги отвораат нивните перспективи за успешна професионална кариера.
Овој настан е еден од историските кој ќе обликува иднината на високото образование во Македонија, рече ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски во своето обраќање пред присутните на форумот, посочувајќи дека високото образование се наоѓа во период кога е неопходно подобрување на квалитетот на студиските програми и подготовка на кадар што одговара на реалните потреби на пазарот на труд. Јас многу пати сум присуствувал на разноразни форуми, трибини, конференции околу соработката на универзитетот со стопанството, односно со бизнис заедницата. И како своевремено како декан, потоа како проректор и како ректор. Заеднички содржател на сите тие форуми беше дека ќе кажевме што тоа не мачи, со убави зборови, ќе дадевме ветувања, ние како универзитети дека сакаме да соработуваме со бизнис заедницата, ќе кажевме дека немаме ни доволно кадар, ни доволно ресурси. Вие како деловна заедница ќе кажевте дека не сте задоволни од практичните знаења на нашите студенти, а државата, односно властите, ќе не искараше едните и другите дека потребно е да работиме на подобрени практични знаења на студентите. И ќе си заминевме сите среќни, задоволни и ќе си продолжевме по старо. Така повеќе децении од формирањето можеби на независна Република Македонија, но и претходно. И така, еве, функционираме повеќе децении. Но овој исчекор, каде се анализираат студиските програми, предмет по предмет, компетенција по компетенција, и тоа, што е многу битно, помеѓу професорите, работодавачите, но посебна му дава вредност што учествуваат нашите алумнисти, бидејќи тие знаат што научиле и на овој факултет и што им недостасувало кога се вработиле. И четвртата таја дел од спиралата и нашите сегашни студенти, бидејќи и тие знаат што им недостасува во процесот на учење. Ваквиот метод сигурен сум дека ќе даде резултати. Веднаш при акредитацијата на студиските програми, сите оние работи што денеска вие ги утврдивте, предмет по предмет, компетенција по компетенција, ќе бидат вклучени во тие студиски програми. Потоа, телата кои ги усвојуваат само да бидат една формалност. Јас веднаш ја задолжив нашата директорка на Центарот за кариера, алумни и доживотно учење во соработка со нашиот проректор за настава, веднаш да започнат со пренесување на методологијата на сите наши други единици, односно факултети и високи школи. Сигурен сум дека овој процес, кога успешно ќе заврши, ние како универзитет ќе го пренесиме и на сите други универзитети. Ние не сакаме да ги задржиме работите само за нас, сакаме да напредува целото високо образование во Македонија и сигурен сум дека в година ќе имаме можност да видиме први, како што сме во многу други работи први во државата, преку учество во Колорс Алијансата, преку први рангирани на престижната Times Higher Education, в година ќе бидиме први кои на другите универзитети ќе им кажеме како вистински треба да се соработува, а ваквите церемонијални настани да бидат само шлак на тортата, а не основа на тортата, односно ние во Битола викаме пандиспања. Ви благодарам.
Пред присутните се обрати градоначалникот на Прилеп Дејан Продановски, кој форумот го гледа како зацврстување на веќе воспоставената соработка меѓу академијата и заедницата. Соработката меѓу факултетот и локалната економија е клучна за создавање квалификувани кадри кои се подготвени да одговорат на реалните потреби на нашите компании, институции и граѓаните. Нашата заедничка задача е да ја негуваме и развиваме оваа врска. Работодавачите да бидат отворени кон младите, студентите да бидат храбри и да се вклучуваат активно во заедницата, а факултетот да продолжи да биде извор на знаење, иновации и напредни идеи. Само така, со заеднички напори, можеме да ја обезбедиме младите да останат тука, да ја градат својата кариера во Прилеп и да придонесуваат за развојот на нашиот град. Со образовни и мотивирани кадри, поддржани од силни партнери, ќе изградиме економија која е конкурентна, одржлива и ориентирана кон иднината. Драги студенти, вие сте нашата најголема надеж. Вашата енергија и амбиција се двигател на промените. Почитувани работодавачи, вашата поддршка е гаранција дека младите ќе го најдат своето вистинско место во економијата. А ние, како локална самоуправа, ќе продолжиме да бидеме партнер која поттикнува оваа соработка и создава услови таа постојано да расте. Да ја претвориме оваа соработка во трајна сила што ќе го движи Прилеп напред. Благодарам. Почитувани, останете понатаму со нас. По музичката пауза ќе слушнете акценти од излагањата на представниците од академскиот кадар, работодавачите и студентите за потребата и важноста од соработката меѓу универзитетот и заедницата. Сакав да те сватам, си имал тешки денови, но не мислиш ли дека себично е јас да плаќам? За тебе дадов се што другите не сакале, никогаш од љубов доста. Не веруваш на очите што вистина ќе кажат. За тебе дадов се што другите не сакале, никогаш од љубов доста. За
Во пленарниот дел на форумот за соработка меѓу академската заедница, работодавачите, студентите и алумните на економскиот факултет во Прилеп, свој согледби за потребата и важноста од ваквата соработката на сите засегнати страни, дадоа представници од академскиот кадар на факултетот, од работодавачите и секако студентите. Професор доктор Никола Димевски, координатор на активностите за форумот, ја посочи потребата од заедничко автентично решавање на проблемите. Кога зборуваме за поседувањето на компетенции, вештини и способности кај младите луѓе, бројките ни ја покажуваат суровата реалност, рече тој и продолжи. 87% од компаниите денес очекуваат да се соочат со јас во вештините, според истражување на Маккензи, кој што продолжува дека тоа ќе ги кошта компаниите околу 20% од продуктивноста. 20% се 5 работни дена, еден од тие работни денови да не функционира како што треба во вашето предпријатие. Замислете тоа што значи за бизнисот. Бројките кои што се пресметани се 8,5 трилиони долари нереализирани годишни приходи поради овој проблем. За средните компании, за средните предпријатија тоа значи од 1 милион долари па нагоре загуба заради овој јас. Но се разбира, овој проблем не е само институционален од аспект на бизнис секторот и на една компанија. Проблемот се рефлектира на макро ниво. На макро ниво, според Светскиот економски форум, во извештај во 2021 година искажува едно истражување според кое земјите од G20 ќе имаат загуба на БДП од 11,5 трилиони американски долари, доколку не го решаваат овој проблем. Затоа ова не е само проблем, ова е епидемија. И не е само проблем на академската заедница, не е само проблем на бизнис секторот. Не е ниту само проблем на студентите или пак на државата. Ова е заеднички проблем кој што бара заедничко решение. Затоа сме денес тука да го, јас велам, започнеме овој форум. Денес може би ова изгледа како кулминација и крај на овој форум, меѓутоа ова е почеток на она што значи, како што напомена ректорот, една соработка која што може да значи иднина за нашата држава. Затоа што академијата со себе ја носи строгоста и длабочината на истражувањата, а бизнис секторот од друг аспект носи практична мудрост, дефинирање на проблемите, реално познавање на пазарот, а пак студентите, тие со нив ја носат иднината, го носат размислувањето по однос на тоа во каква иднина сакаат да живеат, перспективата. А мостот на институционалното знаење се нашите алумни. Тие го носат со себе институционалното знаење, меѓутоа исто така и се судрите со практичните проблеми во работните места на кои што се наоѓаат. Идејата на сите е студенти кои што се вработливи, кои што имаат знаење и од принципите, меѓутоа и од практиката. А потоа сето тоа да се рефлектира кон посилни предпријатија, јавни институции и се разбира кон посилна држава. Доктор Орде Ѓоргиовски, директор на правни работи и човечки ресурси во АД Витаминка Прилеп, зборуваше за важноста од соработката меѓу бизнис секторот и академската заедница, посочувајќи неколку конкретни активности каде може заедно да се делува. Ќе бидам искрен и ќе кажам дека во последно време и ние свативме дека треба да ги отвораме вратите. Зошто? Затоа што најдиректно ќе ви кажам, ни се потребни занетчи. Е сега малце ќе се задржам на толкувањето на зборот на занетчи. Што значи занетчи? Ние сите трагаме, трчаме по професионалци, сакаме да ги имаме во наши редови. Ќе кажаме кој е начинот и ние нели да придонесеме за да се дооформат, за да се формираат. Меѓутоа, колеги, пред се ќе се обратам до студентите, ќе ви кажам дека занетчи е човек кој се запишал на факултет и кој верува дека со тоа што студира таму кај што студира или со тоа што се нашол таму кај што се нашол, ќе обезбеди понатаму својата иднина, дека од тоа ќе може да живее. Ние исто така треба сме брутално искрени дека околу 10% до 15% во годината имаме исклучителни студенти. Тоа е малку. Тоа ќе рече дека на 100 луѓе од прилика 10 се исклучителни. И знаете што, бизнис заедницата нема никаква дилема за овие 10, има дилема за овие 90. Сега како овие 90
да ги поттикнеме, ако нели нешто подзаборавиле или оставиле за во лето да го апсолвираат, како после завршувањето на факултетот на високото образование да го надополнат тоа што го заборавиле. Јас го поставувам прашањето како без фундамент. Оти куќа не се гради без тема. Ние сакаме да веруваме дека дипломата е оној темелот, веќе го имаме. Меѓутоа, верувајте, во тоа зидањето имаме проблем, тоа личи на плитара. И многу често во бизнис секторот практично е невозможно, ние ги бараме за од вчера кадрите, работиме и на менторски програми и така натаму, ама сега сакаме да зидаме нагоре, ако ме разбирате. Не сакаме да се занимаваме со приземјето, туку со вториот кат, со кровот и така натаму. И многу е тешко тоа да го достигнеме во денешни услови сега. Јас ви зборувам во современи услови. Овие 15 на 20 години треба да сме искрени дека се соочуваме со такви состојби. Што е она што не достига? Не достигаат средства на секаде. Не достига и во бизнис секторот, не достига во академијата, ама не достига и уште едно нешто, не достига ентузијазам. Не може ниту научните совети, ниту состаноците на оперативните тимови во компаниите да ни се сведуваат само на решавање на текомни проблеми. Треба да се занимаваме со стратегии. На универзитетите стратегијата значи да размислуваме како да донесеме средства. Ке донесеме со учество на проекти, со вклучување во различни програми и така натаму. Тоа и ние го правиме за нас. Едно од најдобрите работи што можеме да ја препорачаме, што треба да ископираме, ама не онака, да речам, пуко копирање и носење на нешто овдека инстантно за да го примениме, тоа е дуално образование, дуално високо образование. Пробано е во средното стручно образование, треба да почне да се случува и во високото образование. Ние како компании сме подготвени. Години партнерски работиме со економскиот факултет. Економскиот факултет го гледаме како установа која е толку добро изградена, ако сакате инфраструктурно, со професори, со кадар, со се што треба. Наврата мириса на наука до некаде, ама треба да мириса уште повеќе. Ние сите треба да си ја сработиме домашната задача. Треба да направиме еден добро скроен проект за дуално високо образование, да можеме како обланда сите да го голтнеме. Во овој момент таков не постои. Имаме капацитет, имаме потенцијал, имаме можности. Треба само да седнеме, очигледно дека не сакаме да седнуваме, дека веројатно малци како луѓе не мрси. Дополнително, ние мора да работиме на зголемување на употребата на иновациите и технологијата во секојдневното работење. Економскиот факултет мора акцент да стави на науката за иновациите и иновацијскиот менеджмент. Тоа е иднината. Иновациите и иновацијскиот менеджмент. Ние чекаме секој академец што ќе дојде на работа кај нас, да дојде и да почне нешто да предлага, да почне да размислува, значи со своја глава, да има повисоко ниво на самоиницијативност. Зошто? Затоа што таму, кај тие струки каде што отсуствува самоиницијативноста, тие се референски звања. Тие се иманентни за средна стручна подготовка. Не се за академци. Академците мора да размислуваат на иновации, мора да размислуваат на примена на технологија и така натаму. Денес тоа го бара генерацијата Z. Ние сакаме тоа да го приуштиме и бараме некој тоа само да го фати, да го зграби. Треба да ги идентификуваме потенцијалните области за научно-техничка соработка. Да видиме каде можеме нешто заеднички да сработиме. Она што јас го сметам како исклучително важна работа е отворање на и развојни истражувачки центри. Знам дека нешто има. Меѓутоа, секоја единица на универзитетот мора да има нешто такво. Не мора безусловно секогаш да нарачувам истражувања на пазар или што и да сакате, какви и да е финансиски анализи, тие секогаш да бидат од провајдери физички или правни лица кои не се универзитет. Универзитетот тоа може да го понуди. Јас моето излагање ќе го завршам со една за мене најважна работа, а тоа е поттикнувањето или стимулирањето на младинското предприемништво. Не треба, почитувани професори, почитувани академци, не треба сите да ги подготвуваме да работат во банка. Нека простат банкарите. Направен факултет нас не учеа дека треба сите насуд да работиме. Тоа е просто невозможно. Ако видите дека има околу 400 студии
државата, во секоја генерација направен, барем во Скопје завршуваат 400 луѓе, тогаш е илузија да мислиме дека секој од нас ќе стане судија или обвинител. Тоа е иста проклетие и на економскиот факултет. Тоа е многу убава наука, ама треба сватат луѓето дека не треба тој да е прв и единствен и краен повик на луѓето. Треба да размислуваме како економија, како општество за младинското предприемништво. Знаете зошто? Затоа што нас ни требаат млади луѓе кои ќе почнат собствени бизниси и кои нема само да чекаат да се вработат ке некого, туку ќе се само вработат и понатаму ќе станат добавувачи на добри услуги на компаниите во градот. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубов, љубов нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеш. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај, и ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубов, љубов нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеш. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеш. Дај. На форумот за соработка меѓу академската заедница, работодавачите, студентите и алумните на економскиот факултет Прилеп, и студентите го кажаа своето мислење во делот на градењето на компетенции, вештини и способности кои тие, како идни професионални кадри, треба да ги поседуваат. Ива Лампиоска, студентка во 3-та година на економскиот факултет, зборуваше за важноста од вклучувањето на студентите при креирањето на студиските програми. Неспорно е дека денешната економија се менува побрзо отколку што и самите можеме да предвидиме. Од промени во технологија, глобални трендови, па дури и локалните предизвици, сите овие фактори допринесуваат да се создаде една исклучително динамична средина во која што ние како студенти најпрво треба да се прилагодиме, но треба и да конкурираме, да создаваме и да иновираме во таа средина. Во таа насока, академските знања сами по себе не се доволни. Бидејќи сите сме свесни дека модерниот пазар на труд бара од студентите да имаат добра теоретска основа, да биде поддржана со практични вештини и способност на студентите да го применат наученото во реална деловна средина.
Токму поради тоа, клучна е соработката помеѓу факултетот и бизнис заедницата, но не да биде само една формалност, туку да биде континуирана и силна врска помеѓу теоријата и праксата. Оваа поврзаност нам студентите ни помага подобро да дефинираме својата професионална насока. Преку проекти, пракси, менторства и слични искуства, многумина од нас откриваме што не мотивира, во што сме добри и каде сакаме да ја градиме својата кариера. Ваквите врски ја намалуваат неизвестноста и несигурноста со која што голем дел од студентите се соочуваат после дипломирањето. Преку вакви соработки се развиваат најпрво критичкото размислување на студентите, практичните вештини и она кое што сметам дека е најпотребно, се развива самодовербата. Но за да се изгради ваква самодоверба, потребни се реални искуства. Потребно е студентите да бидат изложени на ситуации во кои што имаат простор и да сгрешат, и да научат, и потоа повторно да се обидат. Овие придобивки во никој случај не се еднострани. Компаниите имаат увид во потенцијалот на младите кадри, рано откриваат таленти и имаат можност да се вклучат во професионалниот развој на студентите уште од студиските години. На ваков начин, заедно градиме една генерација која што при влез во работната средина е далеку поусогласена со реалните потреби на пазарот. Дополнително, ваквите соработки, ваквите партнерства водат до изградба на нешто што е од исклучително значење, а тоа е доверба помеѓу студентите и работодавците. Доверба која што се гради на две нивоа. Од една страна, ние како студенти чувствуваме дека не чекориме сами и дека зад нас стојат професори, ментори, институции кои што веруваат во нас и вложуваат во нашиот потенцијал. Од другата страна, работодавците имаат чувство на сигурност дека вложеното време, вложените ресурси и така натаму ќе се исплатат. Заради тоа што тие на студентите нема да гледаат како на непознати променливи, туку како млади професионалци кои што доаѓаат од еден процес или од една средина кои самите компании ја поддржале и помогнале да се обликува. Ваквите врски имаат далеку пошироки општествени и економски ефекти. Кога ние, студентите, чувствуваме дека токму тука, во нашиот град или во нашата држава, постојат компании, институции кои што најпрво не поддржуваат, не ценат, не вклучуваат, тогаш кај нас се создава едно чувство на перспектива, а тоа понатаму представува наш најголем мотиватор. За крај, би сакала само да потенцирам дека овие врски во никој случај не се градат сами од себе. Тие бараат голем ангажман, бараат добра комуникација и најважно од се, отвореност од сите ние кои што сме присутни денес во просториите на Економски факултет Прилеп. Заедно да го направиме факултетот една институција која произведува кадри по мерка на реалниот сектор, а компаниите да бидат активни партнери во образовниот процес. Само на таков начин можеме на студентите да им го дадеме она што им е најпотребно, а најпотребни им се можности. На крајот на форумот, професор доктор Маријан Ангелески од Економскиот факултет даде сублимат на активностите кои претходеа на одржувањето на форумот, резултатите од спроведеното анкетно истражување и заклучоците од фокус групите за идентификување на компетенциите на студентите, како и дефинираните модалитети на соработка меѓу деловната заедница и факултетот. Професорот Ангелески пред присутните ги посочи специфичните и општите компетенции кои работодавачите ги бараат од студентите поодделно по студиските програми на Економскиот факултет, а во однос на модалитетите на соработка меѓу деловната заедница и факултетот, тој ги истакна следните. Еве што беше идентификувано во соработка со деловната заедница. Работа на студенти на реални проекти под менторство,
од академскиот кадар и коменторство од представник од деловниот субјект за решавање одредени проблеми, предизвици или истражувања дефинирани од деловниот субјект за неговиот делокруг на работа, а поврзани со областа економија и бизнис. Реализирање студентска пракса во деловен субјект со однапред дефинирани активности, пренесување искуства, предавања и работилници во просториите на факултетот од страна на истакнати стручњаци од деловната заедница, креирање кобрендирани услуги, производи или настани од страна на факултетот и деловниот субјект во функција на постигнување заеднички синергетски ефект, прилагодени обуки за деловниот субјект за области за кои што тие имаат потреба, а факултетот може да излезе во пресред, врз основа на компетенциите се разбира што ги поседуваат професорите, односно академскиот кадар, финансиска поддршка од страна на деловните субјекти за истражувачки активности на факултетот, кои се од интерес за деловниот субјект, организирање на превари, квизови, хакатони и слично под покровителство на деловен субјект за решавање проблеми, теми поврзани со нивниот делокруг за работа, стипендирање талентирани студенти, како и посета на деловен субјект од страна на студентите во рамките на одредени предмети со цел поблиско запознавање со деловните процеси во субјектот. Дополнително во текот на работата на фокус групите беа нотирани и неколку други модалитети на соработка, како организирање заеднички настани во функција на вмрежување на студентите и работодавачите, мерка практиканство платена од страна на агенција за вработување, лектна пракса на групи студенти, награди за најдобри практиканти, воспоставување дигитална платформа за соработка меѓу високообразовните институции и бизнис секторот, како и заедничко аплицирање на проекти. Меѓу оценките се посочува дека овие иницијативи создаваат јасен институционален ефект, усогласеност меѓу студиските програми и реалните потреби на пазарот. За студентите, ваквиот модел обезбедува пристап до компетенции што се директно релевантни за современите економски текови, дополнети со поддршка од алумните преку менторство и споделување практични искуства. Работодавачите добиваат можност навремено да ги согледаат знаењата и вештините на нивните кадри, што придонесува за поголема доверба и градење стабилни долгорочни партнерства. Економскиот факултет Прилеп, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, континуирано гради отворена и интензивна соработка со деловниот сектор, што се потврдува со 30 стипендии за новозапишаните студенти. Во таа насока, форумот представува уште една можност за продлабочување на соработката и во целина создава одржлив модел на високообразовна пракса, заснована на релевантност и заедничко креирање вредности за сите засегнати страни. Почитувани, со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови сама ти. Лажеш ти, нека боли кога ќе ме повредаш, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повредаш, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам.
Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежта. Оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека моли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Укло ФМ, Битола, декември 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk